Нема затворање на основното училиште Гоце Делчев Штип, истакна денеска градоначалникот Иван Јорданов, додавајќи дека само се прави стратегија за оптимизација на ресурсите. Информациите кои изминатиот период беа проследени во јавноста се разгледуваат, а одлука што понатаму ќе се носи заеднички со повеќе чинители. Во игра се две опции: да се намали бројот на паралелки во сите училишта, а со тоа да се намали бројот на наставен кадар, или втората опција да се направи нова реорганизација и да се донесе одлука одредени образовни институции да се централизираат, со тоа да не се намалува бројот на наставници, вели Јорданов. Факт е дека во општина Штип досега имаме вештачки паралелки кои се со несоодветен број на ученици, кој е број на ученици под законскиот минимум. И стратегијата за оптимизација на ресурсите предвидува да формулата за пресметка на блок дотациите кои ги општина Штип добива од Министерството за образование е да се пресметува платата и блок дотацијата по број на ученици, а не по број на паралелки. Што значи дека бројот на паралелки ќе зависи од бројот на ученици, а не од одлуката колкав ќе биде бројот на ученици во еден клас или во една паралелка. Тоа значи дека на 1 септември ние ќе се соочиме со фактот дека ќе имаме помал број на паралелки, а со тоа и нормално одлука која треба да ја носиме, што со оној наставен кадар кој досега ја обслужувала потребата на досегашниот број на паралелки. Дополнителен проблем во основното училиште Гоце Делчев, освен намалениот број на ученици, е и пресудата за сегрегација. Јорданов истакна дека ова како проблем мора да се реши со цел да не се продлабочува во иднина. И да превземеме чекори и мерки во насока на спречување на идна сегрегација, односно еве да појаснам, не смее да се дозволи во еден клас или во едно училиште да имаме чиста ромска паралелка или чиста етничка македонска паралелка. Такви услови во основното училиште Гоце Делчев за жал нема, затоа што сме пробале со низа на мерки во минатото преку, еве да кажам, позитивна дискриминација да мотивираме можност за мешани паралелки, но таквите мерки во минатото никогаш не вродија со плод и оваа сегрегација се продлабочува. Ако досега сме имале чисти две ромски паралелки, од година во година бројот на овие паралелки се зголемува. Така да, ова е дополнителен проблем кој ние како општина мораме да го решиме и државата мора да го реши. Во наредниот период тој истакна дека ќе оствари средби со родителите и наставниците, а одлуката ќе зависи од повеќе фактори, како наставниците, родителите, Министерството за образование и наука и самата општина. Конечната одлука ќе биде позната до крајот на оваа учебна година.